Наша добра земја е прва македонска задруга за органска храна која нуди свежи и здрави производи од мали македонски производители кои во нивното одгледување се трудат да го задржат биодиверзитетот и да загадат што е можно помалку. Задрugата постои со цел да понуди нутритивно најквалитетни и најздрави, без хемија третирани производи како солуција на индустрискиот конвенционален начин на производство на храна. Разликата со било која друга продавница за здрава храна е во тоа што тие користат јавен транспорт за достава на производите, што значи дека нема дополнително CO2, не користат пластични кеси, се стремат кон нула отпад, нудат кошнички од свежо овошје и зеленчук за членовите по пониски цени. Во добра земја има исклучиво македонски производи. Билјана Филипова и Иво Бару, основачи на Наша добра земја, за екобаланс го објаснуваат концептот на задругата. Се повеќе станува познат и сведочиме зголемување на свеста како кај производителите, така и кај потрошувачите, конзументите на храна. Неопходно е потрошувачите да речам го потегнат тоа прашање, затоа што тие на некој начин гласат преку тоа каде купуваат и го поддржуваат концептот во кој што веруваат и целата инфраструктура која што позади тој концепт функционира на начин на кој што функционира. Преку нашиот дуќан кој што држи исклучиво македонски, исклучиво органски производи, гледаме дека се повеќе се зголемува свеста кај потрошувачите и нашето влијание со овој концепт со кој што постоиме. Што е органска храна? Дали расте свеста на потрошувачите за тоа како е произведена храната што ја конзумираат и дали и колку е загадена? Се повеќе луѓе внимаваат што јадат и сакаат да знаат, но сепак уште е рано да речеме дека е тој некој тренд во Македонија. Сепак мислам дека е тоа на ниво на група посвесни граѓани. За разлика мислам од светските трендови на оваа тема, Македонија малце заостанува, но се надевам дека со преку добра земја ги правиме првите чекори во однос на таа настока, значи не е кај нас само продажбата на свежо овошје и зеленчук, на свежи органски производи, туку и едукативниот момент дел од добра земја многу присутен. И се надевам дека преку тој едукативен момент ние ќе влијаеме на нашите потрошувачи во иднина да бидат посвесни за тоа што го јадат. Се поставува прашањето, дали станува мода користењето на органска храна и дали оние кои сакаат да јадат здрави производи се свесни за тоа што го бараат од производителите? Интересно е прашањето, затоа што одговорот е сублимат на два правци во органското. Едниот е сакам да јадам јаболко кое што е нетретирано хемиски, притоа не ме интересира начинот на достава и во какво пакување е донесен до мене, колку километри поминат за да дојде до мене, дали увозно или локално. Вториот пристап е да се гледа на производството како еден цикличен процес, што сме исцрпили од природата, да вратиме ресурсно за наредната година да имаме повтор. Првиот концепт е доминантниот во денешницата и сите гледаме за што пониска цена во супермаркетите, во спакувани во пет пластики да добиеме производ. Не може на тој начин, тој пристап да дојде без цена, во позадина. За да е ефтин производот, да е достапен, да биде цената ја плаќа природата. Притоа таа цена не е вкалкулирана во оваа наша цена која што ние ја плаќаме. За нас во задрugата целта на постоење го гледаме циклично процес. Значи ако аспектот на органското не го завзема позадинската вредност, тоа колку црпиме, толку и да вратиме. Алтернативата на индустрискиот начин на производство и конзумација на храна е сплот на локално, органско, произведено со поддршка на биодиверзитетот и на природата, внимание на какви енергетски ресурси, пакување и така натаму, се во целиот циклус е вклучен. Се поактуелни се маркетите кои не користат пластични кеси, кои тежнеат кон нула отпад. Како добра земја се пронаоѓа во тој концепт. Во западните земји, посебно во Германија, се повеќе се користат тие книжни кеси и веќе во големите супермаркети, значи има два големи супермаркета низ цела Германија кои веќе препинале на книжни кеси. Добра земја е првата продавница во Македонија која користи книжни кеси, значи ние уште од самиот почеток сме го свриле пластичните кесички. Една од основните вредности на добра земја е грижата на природата. Гледаме да рециклираме максимално сите амбалажи кои доаѓаат тука да ги рециклираме, тоа во соработка со нашите производители. Со еден збор
се трудиме максимално да го намалиме нашиот еколошки отисок. Постојат многу аспекти кои генерираат отпад. Кога фрлината храна во светот би била земја, би била втората најголем загадуваш земја после сад. 40% се вели на светско ниво, ФАО и останатите калкулира дека од храната фрламе. Што правиме со тој отпад? Со тие сите ресурси, транспорти потрошени за да таа храна се произведе, а зборуваме од друга страна дека немаме храна и човештвото е гладно, па се ГМО ќе правиме и така натаму. Така што кесите во дуќанот се еден само символичен наш начин да према јавност и нашите муштери го означиме овој наш пристап вредносен кон борбата на тоа нешто. Преку моделот на Добра земја со органските кошнички, се не знам колку се запознати, ние покрај тоа што сме како продавничка, секој може да дојде тука и да си купи драв што сака. Имаме и концепт на органска кошничка, каде нашите членови на Добра земја еднаш неделно подигнуваат кошничка која е крира за другата. На тој начин се намалува 100% фрлањето на храна. Значи ние знаеме колку членови имаме, знаеме која количина да нарачаме и таа директно во кошничките и на тој начин избегнуваме секаков отпад. Исто така планираме откупот ни е добро планиран, за да намалиме и тука да нема загуби, а тоа што останува го донираме на граѓански организации, на маргинализирани групи, на социјално загрозени фамилии и така натаму. Дали ова е еднината на продажба на здраве намирници? Постојат ли во Македонија и други задруги кои го негуваат овој начин на продажба? Единствена задруга сме во државата на потрошувачи, така ни гласи името, прва задруга на потрошувачи. Не случајно сме задруга, не случајно сме потрошувачи. Идејата ни е да истакнеме дека организацијата, иницијативата доаѓа од самата заедница. Не станува збор за некаков интерес кој што централизиран и акумулира бенефит за еден или двајца, туку сме луѓе собрани кои што веруваме дека можеме на овој начин да придонесеме за подобро свое обкружување и начин на конзумација и производство на храна. Дали е тоа иднината е прашање кое што во позадина е многу тешко да се одговори. Тоа е дали човештвото, иднината на човештвото дека ќе се освести. Тој концепт на задруги ја силно верувам во него и се надевам дека ќе се шири и понатаму. Клучна карактеристика на задругата е што покрај тоа што нема центрирање на моќ во еден газда, борд на директори кои генерално се водени од својот профит и сите одлуки ги донесуваат врз основа на зголемување на профитот, во задругата има по-хоризонтално донесување на одлуки. И во исто време клучна карактеристика што ја вклучува и заедницата, како тој однос со заедницата е еден од клучните фактори. Значи не е на прво место профитот, на прво место се луѓето, заедницата, а тек понатаму доаѓа профитот, задругата не го негира профитот. Заради тоа, сите одлуки кои се донесуваат, јас би рекол сега се поопшто полезни на некој начин. И само на таа преку задруги во иднина, ние можеме да го смениме овај на премногу профит ориентиран начин на функционирање кој исцрпува планетата.